Предлагам комисијски да донесеме амандман кон Законот за внатрешни работи, членот 18 да се избрише. За јавноста се работи за измена на членот 168 од Законот за внатрешни работи, со кој што се забранува припадник во Министерството за внатрешни работи да биде член на политичка партија. Постојното решение, кое што е на сила, забранува основање, раководење и истакнување на партиски символи. Со ова предлог законско решение се бара да се забрани и членување во политичка партија. Заради конзистентност во моите ставови, што во првото читање на овој предлог закон поставив прашање на кое што до денеска не добив одговор, а тоа е кој ќе утврди дали одреден припадник на Министерството за внатрешни работи е член на политичка партија или не и врз основ на какви податоци, информации и параметри. Мислам дека тука е суштината на ова законско решение, затоа што доколку се дозволи на одредено лице субјективно да одлучува дали одреден припадник на МВР член на политичка партија или не, сметам дека отвараме можност за лов на вештерки и реваншизам со неистомисленици. И без разлика на политичка партија, зборам на неистомисленици, дури и луѓе кои што реално не се членови на политичка партија. Колку што сум информиран, може би грешам, ние немаме официјален регистар на членови на политички партии, каде што би можело Министерството за внатрешни работи да се обрати, за да добие релевантна информација. Нормално, политичките партии сигурно нема да идат против своите членови да се обратат на Министерството за внатрешни работи со информација дека некој е член на нивната политичка партија, што значи дека останува дилемата кој тоа ќе одлучува дали некој е член на политичка партија или не. Тоа е дилемата која што уште на прво читање постави, која што ми дава вака недоумици дека е можен лов на вештерки, не само сега еве, и да има искрени намери ова министеров за внатрешни работи, ова раководство, може би некој идно нема да има такви искрени намери, така што како народни избраници мора да размислуваме и во таа насока. И втора работа, ова амандман не е според препораките од извештајот на Греко, затоа што таму се препорачува, односно препораката се однесува за преземање на релевантни мерки со цел да се обезбеди индивидуалните должности на полицајците да бидат соодветни со постоечките правила за интегритет и непристрасност со цел да ги извршуваат своите функции на политички неутрален начин во пракса. И тоа не значи ригорозно забранување на членство во политичка партија, тука тоа значи дека ова препорака треба да се оствари преку подигање на свесноста на полициските службеници, обуки, санкции и други, но не и преку забрана за членување на политичка партија, затоа што имам и втора дилема, а тоа е дека истото се кочи со Уставот на Република Македонија. Во член 20 од Уставот на Република Македонија е наведено дека на граѓаните им се гарантира слобода на здружување заради остварување и заштита на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и верувања, и граѓаните можат слободно да основаат здружение на граѓани и политички партии, да пристапуваат кон нив и да отстапуваат и така натаму. Секој граѓанин во Република Македонија има уставно право да учествува во промените во општествените услови за живење и подобар живот за сите. И мислам дека како граѓани си приватниците на Министерството за внатрешни работи. Така што членувањето изрично, стриктно во политичка партија да се забрани не е согласно препораките на Греко. Туку работни допуски да се извршуваат непристрасно, политички непристрасно и на политички неутрален начин во пракса, што може да се постигне на оние начини кои што ги кажав. Значи во постојното решение веќе ова е имплементирано, сега се зајакнува само со дело за членување, кое што дава широк диапазон на можност за употреби и косење на Уставот, дури и со косење на меѓународни акти кои што Република Македонија е должна да ги почитува пред се и меѓународен пакт за граѓански и политички права, каде што правото на политичко верување е неприкосновено и е дозволено на сите.
Дали имаме проблем со политизација? Да, тоа никој спори никој. Сведоци сме и сите ние како пратеници. Меѓутоа, дали е ова вистинскиот начин да се надмине таа политизација, односно да се направи деполитизација во Министерството за внатрешни работи, тврдам дека не е и тврдам дека ова ќе биде користено како алатка исклучиво за пресметка на неистомисленици и со оглед на волјата на ова парламентарно мнозинство, јас јавно, затоа што ова се снима, јавно ќе ви кажам дека при прво користење на можноста за дисциплински постапки врз основ на членување на политичка партија, тврдам дека ќе бидат сите членови на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ и другите опозициони политички партии и никако нема да најдете покрената постапка за припадници на владачките партии СДСМ, ДУИ и коалицијата. За да остане вака запишано, затоа што во некои идни времења можеби ќе треба да се навраќаме и на новие ситуации. Благодарам.